Во изминатиот празничен продолжен викенд во кој што го одбележувавме денот на независноста и 33 години од самостојноста на Република Македонија, традиционално беше одржано искачување на кораб, највисокиот врв во нашава држава, 2764 метри надморска височина. Во следниве минути разговарам со Дејан Доневски, председател и основач на I Love Hiking Macedonија, најмладото и најмногубројно планинарско друштво во нашава земја, кое што успеа последниве години да ја расшири културата на планинарењето, слободно можам да кажам како ни еден друг планинарски клуб до сега. Дејан, добро утро. Добро утро, фала на поканата да го срочиме ова искачување, 34-то традиционално искачување на кораб по повод независност на Македонија. Само можам да кажеме вака да знаат гледачите дека ова е наше второ организирање на овој настан. Пред тоа го имаше планинарски клуб Кораб, кој беше што многу броен во тој период. Нели? И сега нас ни го предадоа од федерацијата како да пробаме и оваа година мислам дека до сега нема вакво традиционално искачување, поради тоа што имавме многу голем број на странци што го посетија Кораб. Тоа се значи Срби, Хрвати, Босанци од соседна Бугарија, дојдоа од Косово, исто имавме така да дружењето беше многу добро и така да ќе збориме, ќе им објасниме се што треба. Самото искачување на кораб се случи на 8 септември, на самиот ден на празникот, планинарско искачување, но на ова искачување му претходеше цел тој викенд, кога имаше и камп, и искачување со велосипеди на највисокиот врв во Македонија. Ајде малку за сите тие активности што ги опфати овој викенд. Да, може вака цела организација ќе ја пренесеме. Се собравме повеќе ентузијасти, друштво на неозбилни велосипедисти од Скопје, така да го поздравам Рус, он е нивниот лидер. Се собравме и решивме дека можеме да направиме и една велосипедска тура до врвот, поради тоа што многу од македонци што возат точаци, велосипеди, нема да искачат на високиот врв и решивме и за нив да направиме нешто. Во петокот имавме исто така поставување на камп, сите што се оддалеку или што не се на тој продолжен викенд отидат негде во соседните држави да потрошат повеќе пари, решивме да им направиме едно планинско селце, не знам, камп местенце, за да можат да дишат, нели, ладен воздух, да има да пијат планинска вода, да видат уствари што Македонија крие, која убавина можеме да имаме на секаде околу нас, а не мора да бидеме на море, а ќе се чувствуваме исто така пријатни, новчаникот пак ќе ни биде полн, душата ќе ни биде уште пополна, срцето. А и белите дробови полни со чувство. Да, и сега зашто и срцето и душата, што на наша територија ние сме домаќини на сите тие локалци околу нашо доаѓа. Така се да почувствуваат како се чувствуваат нивните локалци кои идеме ние на не знам на море и како тие домашни да сакаат да не причекаат нас. Така да ние ги чекавме така со топли срца, игравме ора горе, се веселевме, пеевме караоке, ни пеа караоке до душа, ете србите сакаат многу македонско девојче, па така се наредија и изнапеа. Не знам, искачувањето до година ќе биде најверојатно сите заедно, поради тоа што оваа година македонците беа во неделата, баш 8 септември се качува, а во саботата имавме така поголем број на странски државјани што се качува во саботата, пошто они во недела нели си одат кај дома, понеделник работен, кај нас понеделникот е неработен и така ли беше супер. Овој планинарски камп, или како што го нарече ти планинарско село, беше поставен на Караулата Победа, од каде што практично и започнува искачувањето и за велосипедистите и за планинарите. Колку вкупно планинарски клубови зема учество годинава во искачувањето и имате ли конкретна бројка колку луѓе прошетаа по падините на кораб викендов? Па да. Имаме бројка, се не е официјална, ние пробавме колку толку да ги измериме, не беше како минатата година, нашата прва година, тогаш имавме над 1000 посетители. Оваа година бројката беше сигурно преполовена, околу од 500 до 600, се не е тоа официјално. Вака, велосипедистите беа во помал број, пошто прва година не направивме воопшто голема реклама, кој што знаеме да направиме. Имавме подржувачи доста, имавме доделени
бројката што е официјална, имавме 40 признања од штампано, имавме 40 различни клуба од Балканот и од Македонија што присуствува на овој настан. 40 различни слики, ги видите на социјалните мрежи што се сликавме. Имавме поддржувачи што ни донесоа храна. Тоа беше новитет. Не знам се како е во соседниве држави, најверојатно даваат некоја храна. Ние имавме рижото во саботата со вргањ што нели доаѓа од планината Вргањ, сите сака да го пробаат. Тоа беше супер спремно од Перица, благодарност до него. Во неделата Арама ни свари гравче, војничко гравче. Па така да во неделата тие беа почастени со гравче, беа почастени со сокчиња, беа почастени со не знам квики, производи еден куп. Така да луѓето кога дојдоа да се почувствува како не ни треба више ништо, имаме све, имаме вода, имаме храна, имаме све, само треба да се качиме. Така да ги повикувам сите што имаат желба барем да дојдат да го видат тој настан. Не мора да се качуваат, нека кампираат, нека седат доле со нас, нека играат ора, нека пеат, што сакаат нека прават. Нека дишат едноставно, нека бидат таму присутни, ќе почувствуваат благодетта на планината. А ние што се качуваме ќе им пренесеме како е на врвот и останат. Гледката од врвот на вистина е прекрасна, енергијата преубава, дружењето незаборавно, кога на највисоката точка во Македонија ќе се сретнат сите тие планинари, ентузијасти, љубители на природата и на планината на едно место и ќе одбележат еден таков убав и голем празник како што е 8 септември. Честитки за успешната организација, до I Love Hiking, пред се до тебе, но и до сите твои најблиски соработници и поддржувачи. И еве за крај на овој разговор, што се следните активности на I Love Hiking, зошто луѓето треба што почесто да бидат на планина и да уживаат во убавините кои што ги нуди нашава земја. Така, први честитки до тебе што го качи врвот, да горе што испромовира независноста на Македонија. Следни ни се као малку полесни тури, пошто септември е месец на лесни скачувања, каде што можеме да привлечеме поголем број на нови луѓе, да видат ова ние што го правиме, оваа завист под наводници. И имаме тури убави низ Македонија, имаме тури надвор од Македонија. Едната од тие можеби кидеме, не знам, можеби кидеме Црна Гора, можеби кидеме на Проклети или на Комови, може кидеме во Босна, ќе качуваме ферати. Тоа ќе биде решено на нашиот следен состанок и сето тоа што го правиме низ Македонија, значи тие полесни тури, езера ќе гледаме некои високи врвчиња, или така да не се толку тешки, а новитете што во сето тоа за тие постари што не се членови, што више се ги поминале овие тури, ќе имаме Hiking Advance. Тоа се малце потешки тури, душевадачки тури, за да можеме да ги истрчаме луѓето да бидат задоволни дома кога дојдат изморени. Таа ќе води Стефан, Перо, така да тоа е новитет и тоа се во блиски дни на нешто. Тоа што ќе дојде во зимото, тоа ќе биде смислено во тек вод, што се вика. Во секој случај сите што сакаат да планинарат, да уживаат во чистиот воздух, може сите активности, сите тури кои што ги организира I Love Hiking Macedonија да ги следат на социјалните мрежи, Instagram, Facebook, каде што редовно ги објавувате. Дејан, ти благодарам за разговорот, фала уште еднаш за преубавата тура искачувањето на кораб и се гледаме на некоја следна планина. Се гледаме, ви благодараме на вас.